Почитувани ученици, добар ден. Со мене се знаете од минатите часови по македонски јазик и литература, кога во соработка со вас и со вашата наставничка Сузана Николовска се запознававме со лирските видови. Вие сега ги учите стилските изразни средства, кои уште се нарекуваат и стилски фигури. Се запознавате со едно од стилските изразни средства, која припаѓа на групата логички фигури, односно логички изразни средства, или металогизми, и уште се нарекува и фигура на содржината. Припаѓа на таа група затоа што стилските изразни средства, како градацијата, влијаат врз содржината на текстот, односно го менуваат со стилската фигура што ја представуваат. Градацијата потекнува, тој израз градација потекнува од зборот градатио, што значи постапност. Значи нешто постапно се случува, бидејќи со таа стилска фигура се постигнува постепено интензивирање на почетната мисла или намера. Што значи интензивирање? Значи едно растење на онаа мисла или на она чувство што ние го пренесуваме. Ако станува збор за некоја, да речеме, тажна мисла, таа се продлабочува и станува она што го слушаме се, нели, со поголема тага, со поголема јачина на изразување на чувствата. Градацијата е начин на излагање во кој представите се редат постепено една по една, значи се редат поетските слики, тие се наредени според интензитетот и значи настанува растење на тој интензитет, без разлика дали станува збор во една или во друга насока. За таа цел, за да ни стане појасно што значи стилската фигура градација, ќе ви прочитам една песна од мојата книга "Во градината има само љубов". Вие оваа книга ја знаете, бидејќи од неа работевме некои песни, но сега ќе ви ја прочитам песната "Мирисај", во која потоа ќе се потрудам на лесен начин да ви го објаснам стилското изразно средство градација. Мирисај. Цветовите за мирисот липов ги прашав. Ми рекоа да цветаме и да мирисаме е дарбата наша. Листовите за мирисот липов ги прашав, рекоа да блескаме и да засенчуваме е дарбата наша. Гранките за мирисот липов ги прашав, рекоа да ги крепиме лисието и цветовите е дарбата наша. Стеблото рече, јас да ја носам крошната сум створено. За мирисот на цветот липов прашај го коренот. Коренот ми рече, зародишот на мирисот спие во семето и ќе се јави тоа кога на од дрвото врвовите ќе прекапат цветовите. И уште рече коренот, по патеката на мирисот не трагај, додека липите цветаат, мирисај, мирисај. Станува збор за лирска песна, по структура е поделена во строфи, бројот на стиховите во овие строфи е различен, некаде имаме рима, некаде римата е испуштена, меѓутоа задржан е ритамот кој гради една музикалност, односно една лиричност во песната. Предпоставувам дека лесно и сликовито, преку деловите на дрвото, вие можете и преку разговорот со нив кој е содржан во песната, лесно можете да ја видите и да ја воочите и препознаете градацијата како стилско изразно средство. Во првата строфа, поетот ги прашува цветовите. Значи, почнуваме од врвот на крошната на дрвото. Цветовите ги прашува, тие го упатуваат поетот да им се обрати на листовите и нив да ги запраша. Авторот го прави тоа. Редење значи на втората слика, на вториот дел во интензивирањето на чувствата. Листовите го упатуваат кај гранките.
Поетот ги прашува гранките. Гранките го упатуваат кај стеблото, а стеблото упатува на коренот. Значи, така како што се наредени деловите, односно органите на дрвото, така се интензивираат чувствата, а поетот низ песната трага по тоа да го најде одговорот. И тука ги гледаме етапите кои го вршат тоа засилување на чувствата, односно нивно интензивирање, за да на крајот дојдеме ние до посакуваната цел, до коренот како најдлабок, кој ја крие тајната за мирисот на дрвото, а тој го советува поетот дека едноставно по мирисот на липата не треба да се бара, да се трага, туку треба да се чувствува и да се мириса. Меѓутоа, што гледаме на крајот, ние имаме една кулминација на тие чувства. Зошто? Затоа што одговорот е најден и целта е постигната. Интензитетот постојано се зголемува, за да на крајот ние имаме одговор на нашето прашање. Тоа значи дека представите за она што зборуваме се наредени постепено една од друга и не носат кон крајната цел да се зголеми почетната наша мисла или почетната наша намера. Јас се надевам дека добро го објаснивме и разјаснивме она што значи градација и дека понатаму ќе ви биде лесно да ја пронајдете градацијата во песните. Како активност, ви предложувам од книгата Во градината има само љубов да ги разгледате песните, да ја разгледате песната Оган на огнот. Понатаму можете да ја разгледате песната Подарок за дарот, песната Водена симфонија и песната Небоглед до недоглед. Во овие песни секој нека одбере по една песна и нека види дали ќе му оди лесно препознавањето на стилското изразно средство, односно стилската фигура градација. Јас се надевам дека со помош на часот со вашата наставничка и со помош на ова видео ќе успеете лесно да го совладате ова стилско изразно средство и понатаму, кога ќе читате поезијата, лесно да го препознавате. Ви посакувам пријатен час и успешно второ полугодие.